Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин во продолжение на станите кои што го одбележаа денот. Од денеска задолжително е носењето на маска на отворено дури и кога сте сами. Водата за пиење во Велес и Велешко е хигиенски исправна. 32 лица од Велес ќе платат казна за непочитување на мерките за заштита. Од денеска задолжително е носењето на маски на отворено дури и кога сте сами. Овој уште неколку дополнителни мерки се усвои на вчерашната владина седница. Исто така за прекршителите на членот од законот кој што ја регулира самоизолацијата, предвидена е казна од 50 евра, а тие што ќе се групираат на отворено ќе платат казна од 500 евра. Од денеска задолжително е носењето на маска на отворено дури и кога сте сами. Оваа мерка и други се усвои на вчерашната владина седница како превенција за заштита од коронавирусот. Ние спроведовме анкета за тоа дали треба или не треба да се носи маска на отворено. Размислувањата на Велешани беа спротивставени. Што смятате за маските на отворено? Дали треба да се носат? Сега се новите уредби на владата. Кога предложи тоа, зашто да не се носат? Ја носам. Јас ја носам ради здравствени причини, гледам. Сега некаде отворено кај што сум, ја тргам така, ама а сега ако мислат дека треба така да видите, така ќе видим. Па ја носам и дома и надвор, сега ќе носам. Дома не пред да јадам, ја вадам. Мора да носиме. Не би требало да се носат маски, по моје мислење, бидејќи само ако се движиш, не треба да носиш. Ако си во група, треба да се носи. Во затворени простори треба секој да се стави маската, да си влезе, да си ја заврши работа. Сам кога си, ја мислам, нема потреба. Не. Затоа што се штетни. Аби не би требало сега, ако е на отворено, зашто? Кога аз не стане, мислам, настрана ја не. Ако е така, кога плевам од уикенд, обавезно си ја носам се, до дома. За неносење маска на отворено предвидена е парична казна од 20 евра. Законот ја регулира и самоизолацијата, односно таа е задолжителна при тестирање за коронавирус, од закажувањето на тестот или самото тестирање до добивање на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен. Веќе е забрането групирање на јавен простор, како што се парковите, јавни површини или било која површина на отворено после 22 часот. За прекршителите на членот од законот кој што ја регулира самоизолацијата, предвидена е казна од 50 евра, а тие што ќе се групираат на отворено ќе платат казна од 500 евра. Водата за пиење во Велес и Велешко е хигиенски исправна. Анализите се прават и 4 пати годишно во јавната здравствена установа Институт за јавно здравје Скопје. Како што вели за нашата телевизија директорот Тони Јовик, иднината на водата за пиење е во сигурни раце и нема потреба за загриженост од страна на населението. Водата за пиење во Велес и Велешко е во рамките на правилникот за безбедност на вода за пиење и сите анализи се хигиенски исправни. Ова за нашата телевизија го потврди директорот на јавното комунално предпријатие Дервен Тони Јовик. Физичко-хемиски анализи, значи работиме, мониторинг имаме во фабриката за преработка на вода. Овој мониторинг трае 24 часа, се изработуваат по 4 комплетни физичко-хемиски анализи во фабриката, исто така и го пратиме квалитетот на водата во дистрибутивниот систем. Покрај овие испитувања секојдневно се врши мониторинг од страна на Заводот за здравствена заштита во Велес. Исто така сите анализи се добри во текот на оваа година, 2020 година. Анализи се прават и 4 пати годишно во јавната здравствена установа Институт за јавно здравје Скопје. Како што вели за нашата телевизија директорот Јовик, иднината на водата за пиење е во сигурни раце и нема потреба за загриженост од страна на граѓаните. Во јавноста е познато дека ние се снабдуваме со сирова вода од хидрокомоцијата Лисиче. Таа има доволен капацитет на вода и исто така оваа сирова вода што ја преработуваме со одличен квалитет.
И покрај алармантната ситуација со коронавирусот во Велес и Велешко, прогласана од страна на локалните здравствени власти, голем дел велешани не ги почитуваат мерките за заштита. Секојдневно Севера Велес пишува голем број на казни. Само во текот на изминатото деноноќие се санкционирани 32 лица од Велес за неносење заштитна респираторна маска. Расте бројот на нови случаи во Велес и Велешко енормно. Секојдневно сведочиме на високи бројки на нови случаи, но ситуацијата дополнително се влошува затоа што неголемиот дел од новозаразените не можат да утврдат од каде се заразиле и покрај вклучениот црвен аларм од страна на здравствените власти за територијата на Велес, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Велес се со полни раце работа. Се уште се санкционираат висок број на граѓани кои што не ги почитуваат мерките за заштита. Само во текот на изминатите 24 часа на уредбата за носење на лична заштита казнети се 32 лица во Велес. Портпаролот на Севера Велес апелира до сите граѓани почитување на мерките за заштита. Строго почитување на сите одлуки што се донесени од владата, да се заштитиме самите себе и нашите најблиски, нашето здравје. Во противвредност на 20 евра, инаку доколку се плати веднаш или во рок од 8 дена, 600 денари. Инаку од денеска маската на отворено е задолжителна дури и кога сте сами. Председателот на нашата држава Стево Пендаровски на денешната пресконференција посочи дека на седницата со Советот за безбедност на дневен ред имале само една точка – актуелната ситуација со коронавирусот и мерките и активностите за сузбивање на пандемијата. Поради есенскиот бран на пандемијата, здравствениот систем се реорганизира, се ангажираат дополнителни капацитети, се прават максимални напори да се тестираат што е можно повеќе лица и да се згрижат и третираат што е можно повеќе пациенти. За жал, сведоци сме дека ситуацијата не се подобрува. Секојдневно имаме значителен број на заболени, а бројот на оние чии живот изгасна поради COVID-19 исто така е во пораст. Почитувани, сведочиме дека и најразвиените земји и најбогатите економии тешко излегуваат на крај со оваа ситуација без преседан. Велејќи го ова, не сакам да барам оправдување за секој потек на нашите власти кој е преземен во последните 8 месеци. Меѓутоа, во однос на сетот на мерки кои нашите здравствени авторитети ги применуваат, јасно е дека не постојат мерки кои се препорачани од Светската здравствена организација. Председателката на Инспекцијскиот совет Магдалена Грашковска на пресконференцијата ги презентираше контролите на надлежните инспекцијски служби кои се однесуваат за почитувањето, односно непочитувањето на мерките за заштита од коронавирусот. Во периодот од 19 до 25 октомври се извршени вкупно 3959 инспекцијски контроли. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат извршија вкупно 2523 контроли и дополнително 613 инспекцијски вонредни надзори, поврзани со почитувањето на здравствените протоколи за отварање и работа на угостителските објекти, но и со материјалните закони, како што е Законот за трговија, Законот за заштита на потрошувачи, за угостителска дејност, Закон за заштита од пушење и други. При овие надзори поднесени се 19 прекршачни пријави, се извинувам, и 8 кривични пријави за непочитување на протоколите и материјалните закони. Од кривичните пријави, 3 се за организирани прослави свадби, тоа е една свадба во Тетово, една во Боговиње и една во Арачиново, а 5 кривични пријави, од кои 4 се за објекти угостителски во Гостивар, а една за објект во Скопје, се поднесени поради констатирано прекршување на протоколот за работа на угостителски објекти. Макрон прогласи карантин кој што ќе започне на 30 октомври и ќе трае најмалку до 1 декември. Властите во Филаделфија од синоќа воведоа полициски час. Премиерот на Канада Џастин Трудо изјави дека ситуацијата со пандемијата мора да се држи под контрола и ги повика граѓаните да останат смирени. Време е за информациите од светот.
Францускиот председател Емануел Макрон прогласи карантин кој што ќе започне на 30 октомври и ќе трае најмалку до 1 декември. Бранот се расшири низ цела Европа. Несомнено ќе биде посилен и поубиствен од првиот. Вирусот циркулира со брзина што не ја предвидуваат ниту најпесимистичките прогнози, рече Макрон. Според новите правила на прогласениот карантин, од петок на луѓето ќе им биде дозволено да го напуштат својот дом само на 1 час. Во секој од овие случаи луѓето ќе мора да потполнат одбразец за да го оправдаат напуштањето. Карантинот вклучува и забрана за собирање. Училиштата ќе останат отворени исто како и градинките. Макрон се надева на вакцина во текот на летото, повикувајќи се на проценки на научниците. Властите во Филаделфија од синоќа воведоа полициски час со цел да спречат насилствата проследени со кражби за време на протестите, кои избија откако афроамериканецот беше жртва на полициско насилство. Како што е соопштено од канцеларијата на градоначалникот на Филаделфија, полицискиот час стапи во сила вчера во 21 часот и траеше до денеска наутро во 6 часот. Во Филаделфија од понеделникот се одржуваат протести откако полицијата го застрела 27-годишниот афроамериканец Волтер Волас, кој се судрил со безбедносните сили и бил вооружен со нож. Волас почина како последица од повредите. Во првиот ден од протестите били уапсени 91 лица. Полицијата обвини дека дел од демонстрантите ги искористиле протестите за кражба во продавниците. Премиерот на Канада Џастин Трудо изјави дека ситуацијата со пандемијата мора да се држи под контрола и ги повика граѓаните да останат смирени. Канада бележи 1763 нови случаи, вкупно 224.650 со 10.023 смртни случаи, а некои провинции, особено Алберта, Британската Колумбија и Онтарио, сега имаат повеќе случаи отколку што беа пријавени напролет на почетокот на пандемијата. Ова ќе биде тешка зима, лесно е да се кренат рацете. Фрустрирачки е што мора да ја поминеме оваа ситуација. Никој не сакаше 2020 година да биде таква година, но ние мора да ја задржиме контролата и секој треба да си го направи својот дел, рече Трудо. Ако не бидеме внимателни, можеби нема да ги има ниту семејните собири што сакаме да ги имаме на Божик, рече премиерот. Време е за временската прогноза. Во продолжение информираме за деталите за тоа какво време имаме денеска, но и какво време не очекува во текот на наредните денови. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. За повеќе информации, детали од Велес Македонија и светот, посетете нашата Facebook страница Телевизија Здравкен и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.